Ајде, повелете во нашиот нов дом. Стефан! Еве, само да се облечам. Кај си ремата. Добре, дојдовте екипо, златни добри луѓе. Денеска официјално сте ни гости во нашиот нов дом, кој што е моментално во изградба. Ова е нешто на кое што јас и Марта сме посветени изминативе, не знам, Неколку месеци. 7-8 месеци. И мислам дека уште 4-5-6 месеци отприлика остануваат за да се вселиме во нашиот нов дом. Ова е стварно многу убав момент за нас. На сите вас би посакувам да си го дочекате ова. Во принцип 2025 година се надеваме, дај Боже, да биде година кога ќе се вселиме во овој дом. За тие што ме следите веќе подолг период, знаете дека пред 2-3 години ви го снимавме оној помал стан, кога ви кажавме дека сме си купиле стан, тогаш најавивме дека се вселиме за брзо, меѓутоа за жал се уште тој стан е во градба. Се надеваме дека и тој стан ќе биде готов оваа година, меѓутоа денеска да се фокусираме на овој преубав стан. Имено со Марта си купивме стан од 127 квадрати, кој што има исто така и тераса од 170. Брат, Двор. брат мој. Ќе се бркам. Ке играме, малку скара, малку пиво, ке играме, јоу. Размислувавме да си купиме куќа, меѓутоа со една ваква шанса искористивме и да речеме дека сме си купиле еден стан со голема тераса, која што ќе ви ја покажеме во текот на ова видео. Што е поентава сега, што ја правиме? Значи, одлучивме, бидејќи на Инстаграм многу од вас не прашува кај ви е тој првиот стан, нов ли овој стан, и каква е градбата, како се гради и колку време ќе чекате. Одлучивме да направиме еден серијал на видеа во наредните неколку месеци, барем еднаш месечно да ви објавуваме кој е целиот процес на работа. Марта, дали би сакала ти да најавиш што ќе гледаат, затоа што не знам колку од вас знаете, меѓутоа Марта работеше во архитектонско студио и она знаеше да црта. И јас уште не научив што знаеше да црта. Да, ама сега нема и јас да го цртам. Добро, да, ама што ќе гледаат? Епа ќе гледаат. Еве, јас сум сега клиент. Абе, Стефан, сега. Нема Стефан сега, јас сум клиент и ти треба сега да ми објасниш што ќе правам. Ти што ќе правиш ништо? Значи со архитектот ќе седнеме, ќе му објасниме што сакаме, кај сакаме, како сакаме и он ќе ни даде неколку решенија. Има неколку фази кои што се многу битни нели во овој момент, а тоа е прво да имаме добар архитект. Во нашиот случај тоа ќе биде Лука, кој што ни доаѓа од архитектонското студио 1010 и многу сме среќни што работиме со него, ќе го запознаете него во денешното видео. Исто така, ни се текот нови серијал заедно со Юмис Luxury, Dream Living, но и Јоки Доел ќе имаме на соработка и тие ќе ни помогнат овој стан да го направиме до она финална фаза во која што нели ќе се вселиме, кога ги спомнав Јоки Доел ќе ни стават на голема топлинска пумпа со која што ќе имаме и ладење и грење подно. Юмис Luxury и Dream Living ќе ни бидат партнери во изработка на целиот интериер. Пред да го викнеме Лука и да му се јавиме и да ни го објасни целиот процес, мислам дека ја малку да прошетаме. Да. Па ајде Марта, како ќе го представиш овој дел тука? Сега се наоѓате во нашата Дневна соба со кујна, трпезарија, све. Значи, драги гледачи, овде ќе имате еден тросет. Тука е една фотелја. Овде ќе биде телевизорот некаде. Горе. Големиот за да гледаш фудбал. Да, значи во принцип ќе имаме огромен телевизор за да гледам Барселона како освојува Лига на шампиони во 2025-та. Овде ќе биде кујната, ќе има еден голем kitchen island. За сетка Добре, Стефан. во принцип им каже свети што ќе правиш во животот. Океј. Значи остане нешто нека чека. Ова е моментот што јас сум си го сонувал цел живот и многу сум среќен што конечно ќе си имам свој плакар, драги гледачи. Дојди. Свој плакар. Значи, луѓе мои, тука влегувате, тука ќе има еден голем плакар кој што ќе биде конечно доволен за Марта да си ги собере своите алишта. Ако ќе влезете, веднаш тука се влага и тука ќе имаме една голема спална соба. Таму ќе има уште еден телевизор за да гледаме Барселона како освојува Лига на шампиони 2025. Ти таму ќе гледаш. Па Барселона нормално. Чекај се, дојдем, ми отиде жената готова. Тука нели ќе се шминкаш? Да, таму ќе се шминкам. Тоа е тоа, брат мој. Ајде, дојдете сега во другиот дел. Биде прилично голем стане, не е заебанција. Овде едното купатило. Овде ќе биде едното купатило. Многу е битно да си го доловите во својата глава овој момент сега за во текот на наредните месеци кога ќе ви ги покажуваме видеата да гледате од каква до каква фаза стигнува. Ова е децето. Тука ќе ми ќе ми имам заби. Тука ќе миеш заби. Имаме прилично големи вециња, две во овој стан. Значи, и тоа имаме и посебна соба каде што ќе имаме веж машина, машина за перење на лишта, за сушење на лишта, или како што би се рекло, Utility room. ете така. Значи, тука, драги гледачи, ќе има еден голем туш,
Значи прилично голем тоалет, со голем ходник е станот како што гледате и сега влегуваме во другиот дел. Ова е тоа што ќе биде утилити рум, Така е. кај што ќе бидат машините за пери и суши. Така е. И овде е делот каде што веќе ќе бидат детските соби, драги гледачи, детските соби, кога ќе правиме дете? Овде што ќе има? Кога ќе правиме Овде дете? што ќе има? Не е битно тоа, Овде што детето ќе е има? битно. Не знам. Замислите Стефан ќе има своја канцеларија. Замислете Стефан заслужи во животот да има нешто свое. Од ова врата кога ќе влезе човек со десна нога, со десна нога треба да влезе и прави успеси. Тука е замислено да си направам значи свое место каде што ќе можам да работам, ќе можам да стримам, ќе си купам некој убав компјутер дај Боже, ќе си направам некои убави полици и во принцип сакам оваа соба да биде соба на мирот и соба на успехот. Мирот мене ли ќе бараш? Па, во принцип да. Е, како не ли јасно ти мирот? Вага сега. Ова е делот што дојди. Ова се двете детски соби. Да. Господ да ни даде две дечиња се надеваме во животот. Амин, здравје, све носи животот, дали ќе биде едно, две, три, поима немам. Ние сакаме две во принцип. Е сега во првата фаза, нели, те уште немаме деца. Едната соба мислам дека воопшто нема ни да се прави, оваа друга. Тоа јас нешто ќе смислам. А оваа другата соба која што Сакаш да им е кажеш? малку поголема од другата, нема да ви кажам што ќе биде во оваа прва фаза, затоа што нешто има смислено, значи тоа соба ќе биде користена за некои забавни активности да ги наречеме. А јас тоа ќе го оставам како едно изненадување за вас. За крај. Во текот на овој процес на снимање на видео, а вие да си погледнете. Сега, драги гледачи, дојде моментот да го погледнете делот кој што нас не натера да го купиме овој стан. Најмногу ни се свија. Многу ни се свија. Јас се заљубив. И да, во принцип јас сакав куќа, сакав двор, сакав тој филм Јас сакав стан. инвестираме. Ова е две у едно. Ова е две у едно, апсолутно. Е sad, дали да го покажеме ние сами или кога ќе дојде архитектот? Која каде е архитектот? Сега, пред да го викнеме Лука. Ти си поискусна. Зошто е битно секој што купува стан или гради куќа да има архитект? Зашо најдобро се знае работата. Гледа работи кои човек не може да ги види, што не се бави со тоа. И да даде неколку решенија од кои ние ќе избереме. Сега се на Лука, кој што веќе иде на може би е стигнат, од архитектонско студио 10-10 и нашиот живот е во негови раце и сега ќе ви го покажам делот што највише ми се свиѓа, ќе му кажам директно дека може да настрада доколку овој стан не е добар. Добар ден, Лука. Добар ден. Како си? Работно вредно. Дали ќе ни бидеш гостин во нашиот дом денеска да те прошетам и да видиме што ќе правиме? Сега го со задоволство. Те чекам. За кратко сум кај вас. Ајде, добар ден. Господине Лука. Поштовање. Како сме? Дали сме добри? Здраво. Браво. Добро ви дојдов. Прв пат си тука? Прв пат, да. Како ти се свиѓа вака на прв пишот? Феноменално. Нели? Целиот поглед, осветлувањето, Вака за мене. панорамски поглед од сите страни. Мене ми кажа дека си најбоље кај нас. Имаш сериозна задача и им најавив на луѓе. Тоа е добро. Тоа е добро. Јас ја прашав Марта зошто е битно во еден процес ваков да имаме добар архитект. Нашата улога од целата работа, од целиот процес е клиентите да ги водиме на сите фази, на сите процеси на дизајнот на интериерот, од сивата фаза, така наречена карабина, до финалниот производ, станот пред да се вселите вие. Која фаза е сега? Сива фаза карабина. Сива фаза. Со тоа што више гледам дека луѓе вредно работат и више електриката почна да се пушта. Така да се надевам дека брзо ќе се вселите. Кој е и ние? Кој е процесот сега од оваа фаза до крајот чисто на кратко да им објасниме луѓето, зборам од твојот аспект, значи доаѓање во студио кај тебе, ќе одиме денес ќе им покажеме на луѓето. Кој е процесот? Пред да почнеме ние вас да ве водиме, нас ни е потребно да ве запознаеме малце подетално за вашите потреби, вашите желби, идеи кои ви се за вашиот стил у станот, така да прво сакам вие нешто да ми кажете што имате замислено, да ме спроведете вие малце, после ние вас ве водиме. Здраво, Марта. Што сакаме да останам си? Не само ние, јас што сакам. Добро, јас сакам да... Почекайте само да се договорат по рекламите. Па добро, имаме ние веќе некои замисли. Во принцип, Така, тоа е супер. јас сакам минимализам, реално. Марта веројатно не сака. Не сакам и ја. Браво, супер. Со она сака светли бои, јас сакам темни, меѓутоа не она... Секогаш имаме конфликт.
каде што тоа е едно од нашите клучни работи у целиот процес, каде што мора партнерите да ги балансираме. До сега многу ретко се десило да партнерите сакаат исто. Така да едно од клучните работи наши е да ги балансираме желбите на едниот и на другиот партнер и тоа да биде симбиоза која што на крај ќе биде успешен проект. Првиот процес како што стартуваме со целата работа, земаме мерки од објектот, пошто архитектите кои што го проектираат објектот е едно, секогаш има измени во текот на градба, бидејќи после се изведува со деликатни детали од типот на мебел по мерка, мораме да ги земеме уште еднаш ние мерките за да не дојде до проблеми и преправки кои што одзимаат време, не за друго. После тоа правиме идејно функционално решение на станот каде што го организираме. Плакари, капацитет на плакарите, големина на кревет, кујна, потреби у кујна, дали имаме остров, немаме остров, големина на гарнитура и сите тие работи кои што мораме да ги дефинираме пред да го работиме дизајн. Кога ќе се дефинира сето тоа, го изработуваме 3D моделот кој што понатака го рендерираме, така се вика процесот, рендерирање на 3D визуализациони слики преку кои вие го презентираме интериер. Сам нека се време да им покажам и терасата и тебе да ти ја покажаме тоа. Да, не сум ја не вел, едва чекам. Кажавме на луѓето дека тоа е нешто за тоа што сме се заљубиле во станот. Ај се нас. Тука фудбал ќе се игра. Кога ми покажа терасата, може хубав поглед. Ево е моментот заради кој што го купивме реално станот. Кажи нешто. Мислам дека пострекна од Марта нема. Како ја замислуваш тераса? Овде замислуваме на летна кујна со остров за коктели праење, летно време. Таму да има едно џакузи, лежалки за сунчање, а тука еден може Чекај, ја визуализирам, збори. еден ланч. Спреми се ти. Лаунч, како се вика? Лаунж дел. Да, некој таков дел таму. Чекај, базен може да се стеди? Зависи многу од тоа, мора да се провери естетиката на плочата, бидејќи самиот базен е оптеретување, но верувам дека со проверки од статичарот, негово одобрување наравно може да се направи. Али битно џакузи може. Исто. Да се брцна децата, децата да влезат. Принцип, драги гледачи, ова е убавината на станов. Покрај тоа што реално наредниве неколку месеци ќе имаме работа внатре, ќе имаме работа и назад. Добро е што од сите соби се излага на тераса, и обавезно нели се договоривме да направиме и голема шума, која што ќе ни го направи делот поприватен, поинтимен, затоа што гледате дека сепак од страните има згради. Да, неопходно е од денешно време зградите се со исто ниво, мора да си има интима. Да. А ова е Нема поента ваква тераса без такво нешто. Да речеме дека ќе има дрва. Вака нешто. 2 метра, да. Тука уште малце. Така што луѓе, ете пишете коментар што мислите за овој стан. Не знам дали е стан или е куќа, више сам не знам. А ние пентхаус. Така ќе го пентхаус. Може да го викаме. Да не кажам јас ке викаат дека нешто јас тука се турчам. Не, станче, братче, знаеш, работи дечкото има. Одиме кај тебе сега во студио. Да. Да им покажеме таму како ќе се работи, а вие во коментар пишете како ви се допаѓа, ставете лайк, поддржете се subscribe и дали ви се допаѓа на ваков серијал да ви покажеме детално во наредните неколку месеци како се изработува ваков стан. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. Судбина излева животот ми е брат да ме седнуваат вака за на подкаст. Така ти работат. Изгледа тебе за водител да те прави. Не виете тоа, пошто обично кога доаѓаат клиенти прво седнуваме тука процес, второто нели запознавање, првото е на објект, кога гледаме објектот, не запознаваат они со нивните желби и потреби како што ви кажав претходно. Што е уствари клучно да знаете дека морате кон нас да бидете многу детални, многу прецизни за да немаме, не да кажам грешки, ама преправки понатака кои што ќе ни го пролонгираат периодот. Тој чинат поише пари. Добро, у оваа фаза не чинат. У оваа фаза не чинат. Кога ќе почнеме да изведуваме тогаш е деликатно. Инаку да, ние ве водиме сега низ еден процес кој што ќе ви го покажам, мораме да седнеме на компјутер. Добро. Да ви објаснам, а и сакам да ве водам, пошто Марта сигурно ќе сака да знае, како настанува еден дизајн на стан, на дуќан, на канцеларија. Ќе ни покажеш програмата. Да, како се моделира, како се рендерира, што е рендерирањето и така. Што е најбитно целиот процес за проектирање на внатрешен простор или дизајн на интериер? Базата е идејно функционално решение на станот. Може џаба да правиме дизајн све додека не го решиме функционално, тоа е архитектурата у суштина, додека не го решиме станот функционално џаба дизајн. Функционалноста на станот е
габарит на мебел, распоред на мебел, распоред на кујната според ваши потреби, нормално. Големините на елементи, исто така големината на спална, да се смести у просторот помеѓу четирите ѕида, надкасни лево-десно што сакате и најбитното гардероб и складирање на облека и обувки кои што генерално наоѓа им е клучен проблем. Животот сега живееме како избркани. Слушнав јас така нешто дека имате проблеми со гардеробот. Па влагаш кај нас дома и отвораш врата и знаеш на колку ти даде бутната тоа нема. Ние се селиме фактички година ден. Па ќе го завршиме целиот процес, моделирањето на просторот со дизајнот. Целиот тој процес се финализира со 3D визуализациони слики, кои што се викаат рендери, кои што ви се уствари вас презентација на целиот процес. Едва чекам. И целиот процес. Едва чекам. Да. Значи фактички сега луѓето имаа прилика во ова видео да видат што сме купиле, да те запознаат тебе. Кратко им објаснивме нели каков е процесот. Да се запознаат со процесот на работата. А веќе во следното видео ќе на финален продукт. Ќе видиме и цртеж. Вас само ќе ви кажам да бидете трпеливи и искрено се надевам дека ваквите видеа и целиот овој процес наредиме неколку месеци ќе ви помогне и на вас доколку дојдете во ситуација да купите стан или куќа и да го направите вистинскиот избор. Ќе ви кажам едно фала за тоа што бевте со нас и на ова видео, за вашето внимание, се надам дека ви се допадна и ви посакувам на сите искрено од срце да се фокусирате на себе си, да си постигнете резултати за себе и нема ништо прво кога човек ќе напредува. Давайте лайк и subscribe и чекайте го новото видео. Се гледаме за некои 2-3 недели со ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.